Почитувани, помина цела недела, а Катица Јанева се уште бега и се крие од одговори и одговорност во врска со срамната одлука за де-факто аболицијата во предметот пуч. Помина цела недела од најголемиот скандал во македонската правосудна пракса, кога за прв пат еден обвинител се стави во одбрана на кривично дело, наместо да инсистира истото да биде гонето пред надлежен суд кој треба да ги разгледа доказите. Помина цела недела откако Катица Јанева политички одлучи да ја погази судската пресуда и признанието на осудениот Звонко Костовски, кој соочен со доказите во предметот пуч се спогоди за помала казна затвор. Помина цела недела, а јавност не слушна како Катица Јанева ја толкува скајп комуникацијата помеѓу обвинетите во пуч, Верушевски и Лазарески. За кој чадор говорат Верушевски и Лазарески, кога велат, цитирам, знаејќи го чадорот, не верувам дека ќе останеме заборавени. Дали Катица Јанева се согласува и застанува за нивните намери ситуацијата да излезе од контрола, а мирот да експлодира? Дали Катица Јанева се согласува со нив кога велат, навикнати сме друг да страда, а ние сме благонадежни? Колку и да бега, колку и да се крие, Катица Јанева не може да избега од одговорност за непрофесионалната и скандалозна одлука која што ја донесе. Катица Јанева се делегитимираше себе си како јавен обвинител, а целосно го делегитимираше и специјалното јавно обвинителство како орган кој треба да го расчисти скандалот со незаконското прислушување. Катица Јанева со незината одлука да се откаже од предметот пуч практично ја поништи и основната причина поради која е формирано специјалното јавно обвинителство. Ви благодарам.